Мир менџеси, Мики. Мир менџеси. Добро утро. Поздрав и ова утро до Охрид. Мики, што се случа таму во Охрид? Кај нас врне, не врне, току... Мики, не се договоривме Си тоа да вака. риев? Мај за ништо? Сонце имаме ова утро, да. како? Иако цела ноќ навистина, иако цела ноќ врнеше дожд. врнеше и таму. Имаше грмотевици. Да, цела, буквално цела ноќ. Но утрово имаме и пријатно е, релативно и пријатно е времево. Температурата е 15 степени, еве, и го зедовме сонцето од Скопје. Не се договоривме вака. Рековме за лето ќе ви го даваме, барам сега нека остане уште малце во Скопје, Мики. Вчера истура во Скопје, реално. Не ве сака, сонцево не ве сака. Не сака, не. Никој не сака, Мики. Види, не секој заслужува сонце. Ми банките не сакаат, Мики. Одиме во банка, вика, аман бе, претера, доста веќе, чекај сега. Да им оставиме ред на другите. Да. Мики, јас би сакала да го дискутираме за темата на денот. Денеска имаме една тема која што сигурно во некој начин сме го збореле порано, но зошто, Мики, го нормализираме ненормалното? Значи, се повеќе во нашето општество ги нормализираме работите што не се реално нормални. Како, например, имаме луѓе кои што се однесуваат ненормално, но се повеќе во нашето општество тоа станува нормално. Дали сме имуни на сето тоа што се случува? Корупција, непочита. Многу работи ни стануваат нормални. Како мислиш ти? Со оглед на како си се што сме окружени, луѓето почнуваат и да веруваат дека ненормалните работи буквално стануваат нормални и мислам дека се повеќе луѓе ако не сакаат да веруваат во тоа, потсвесно веруваат дека ненормалните работи почнуваат и дека оние луѓе кои што најмалку заслужуваат да речеме одредени позиции, тие се на високи позиции и можеби од тука произлегува тоа дека не вреди толку многу. Можеме чистовни да слушнеме дека што ако се заврши факултет, што ако имаш диплома, кога и без диплома и без високо образование може да се успее, значи тоа е оној делот ненормалното станува и го надвладеува нормалното. Мислам дека тоа е еден добар пример. Да, за жал. Знаејќи како се доаѓа полесно до диплома, како се стекнува диплома, ние кога почнувавме да студираме, тоа беше престиж, па доколку не се запишеш на факултет првата година по завршување на средното образование, тоа беше како некоја, не знам, голема трагедија, да речеме. Така да, навистина, тогаш беше престиж да се запишеш на факултет, да студираш, да го одбереш вистинскиот, не секаде, како што е сега. Така да, мислам дека тоа е одговорот на прашањето. Мики, сакам да те прашувам, дали заврши војска? Не, баш во тој период кога требаше, тогаш беше прекинато добро за... Значи, амнестиран си. Служење војска. Амнестиран сум, да, претпоставам ти не си. Не, јас завршив, но сакав да те прашувам едно прашање, но нема врска, бидејќи не си завршил, нема врска тоа тогаш. Добро да ја сакам да знам сега. После емисија. Мики, кажи ми, што се очекува денеска Струга Охрид? Сакам да ви најавам неколку убави настани денес во посета на градската депонија Струга. Знаеме дека тоа е еден од најголемите проблеми со кои стружани се соочуваат, се наоѓа на само 500 метри од првите куќи во градот. Низ годините, ако се сеќавате, речиси секој ден од депонијата гореше, чадеше, навистина беше сериозен проблем, иако последниве неколку години таков проблем во такви размери нема, но да имаш депонија и огромно ѓубриште буквално на чекор од влезот од градот е недозволиво во 21. век. Постојано слушаме дека тој проблем ќе се реши,
денес во посета на депонијата, обиколка на депонијата треба да направи евроамбасадорот Михаил Рокас, до што тој ќе ни помогне доколку ние самите не си помогнеме и не почне изградбата на регионалната депонија кај Новаци. Пред 10 дена во Струга се одржа една средба помеѓу граѓаните, насловен како "Кажи си ја маката", мислам дека зборувавме за тоа, кога граѓаните јасно ја посочија дивата депонија во Струга како еден од најголемите проблеми за градот и регионот. Затоа денес во организација на Сдруженијето Аква се организира јавна дискусија посветена на токму на ова прашање, а пред јавната дискусија која треба да се одржи во Европската куќа во Струга, како што споменав, депонијата ќе ја посети евроамбасадорот Михаил Рока заедно со градоначалникот на Струга Менди Ќура и представници од Министерството Ќура и представници на Министерството за животна средина. И како што кажав, по таа посета ќе се одржи една јавна дискусија, една јавна трибина во Европската куќа во Струга. Значи целиот настан е попладне, почнува во 15 часот, така да се надевам дека стручени ќе ги изнесат своите мислења и ставови во однос на ова горчливо прашање. Она што пак од утре до недела ќе се случува овде во Охрид, познатава трка Охрид трчат, значи со Т на крајот, како што охриѓани милуваат да употребуваат секогаш во своите зборови. Значи 10-то издание на Охрид трчат ќе донесе 2700 тркачи од 31 држава, значи ова е рекорден број учесници на овој настан. Започнува, како што кажав, утре во 21 часот со трка на 2 километри од плажата Куба Либре до Кеот Македонија, каде што ќе биде целта, а веднаш потоа следува забава на отворено со диџеј и групата No Fun. Главниот настан е во недела, со трката на 21 километар, значи ќе се трча низ градот, низ стариот дел на Охрид, низ повеќе локации, како и штафетната трка на 21 километар и онаа трка која што е за, да речеме, за почетници, трката која или за рекреативци, трката на 5 километри, а долж патеките каде што ќе се трча ќе бидат поставени така наречени станици за освежување, подготвени да им дадат дополнителна енергија на сите учесници, вода, електролити. Овош е еден убав настан кој што го прави Охрид посебен во овој период од годината. Има, знаеме, низ многу градови во државата се почесто се организираат вакви трки, но ова мислам дека ова Охрид трчат е некако специфично по многу нешта. Најпознатото. Ама 2 километри не е многу. Првото. Првото? Утре вечер е... Главната трка е, да, 2 километри беше, така? Главната трка е утре вечер, таа главно учествуваат дечиња, помали и така натаму. Те молам, Мики, немој да кажеш недела дечиња, и 2 километри се многу за некој. За кого, ај кажи директно се. За 15 минути со трчање се стигнува од плажата Куба Либре до градскиот кеј, додека главниот настан е во недела 21 километри за рекреативци. Да, и за рекреативци 5 километри ќе биде во недела и Дрито, мислам дека тебе те интересира ова. Ајде, кажи. Охрид вчера, односно Охридскиот народен театар вчера одбележа 15 години постоење со театарската представа, премиерата на представата Оркестар Титаник. Значи, основан 15 години од основањето на театарот и како што соопштија од Охридскиот театар, представата Оркестар Титаник е 46 Оркестар Титаник е 46-та премиера на Народниот театар во Охрид во овие 15 години и тие некако го раздвижија. Значи 15 години во репертоар се одржува представата, така? Не, 15 години, по повод 15 години, имаше премиера, која што се прослави вчера, да, имаше премиера на представата Оркестар Титаник, а ова представа беше 46-та вкупно до сега премиера изведена од страна на актерите на Охридскиот театар. Станува збор за професионални актери и навистина тие го раздвижија културниот живот овде во Охрид, особено во текот на зимскиот период од годината, кога и нема толку многу културни настани, па тие некако со своите театарски представи го прават тоа да биде некако нормално и охриѓани да уживаат во нивните изvedби. Да, јас знам дека
ова како институција постои 15 години, но театарот во Охрид постои одамна, мислам, многу подолго време. Значи, Охридскиот театар работи во рамките на Центарот за култура, Да. тој постои одамна, но како професионален Како институција, театар, можеби да. пред Да, како народен театар Охрид постои 15 години. 15 Тие и години, претходно работеле, да, но сега, нели, на истиот начин како што функционираат и многу други театри ни из државата во други градови. Дали Значи, уште е Стрезо директор таму или Не, моментално е актерот Горан, не ми текнува презимето. Стојановски? Горан Стојановски, да. Горан Стојановски моментално е моментален директор. Окей, да. супер. Имаше народ, Мики, Добар вчера? Па да, затоа велам секогаш представите кои што тие ги играат, нависе кап се бара карта повеќе, исто така и беше и во текот на вчерашниот ден. Во петок ќе има уште една, не е премиера, но постпремиера на театарската представа, така да знаеме бројот на капацитетот на просторот каде што се играат представите е мал, во главно се игра во малата сала која што собира помал број на луѓе, но верувам дека во текот на годината оваа представа неколку пати ќе може да ја видат охриѓани. Да. Прекрасно. Ова е многу интересна, од Христо Бојчев е представа, мислам текстот. Не знам кој го режирал ова представа, но е многу интересна. Многу интересна е. Не извадов повеќе податоци за да не ги оптеретуваме гледачите, но да, ако успееш да го најдеш тој податок е или евентуално во следна Ете, емисија Мики, можеме имаме, да јас го споделиме. имам една идеја. Денеска на нашиот театар дојутро ќе Вечерва, да, вечерва ќе имаме една игра представа. една представа, но можеме да ја носиме представата во Охрид. Зошто да не? Да, може, зошто да не? Да. Само нека каже Мики да. Не знам дали театарот ваш ќе биде годинава на Охридско лето, бидејќи Да, знам дека ќе биде, ќе учествува за Охридско лето, ќе учествува представата Татко од Флоријан Зелец, се спрема сега премиера. Тоа премиерата ќе биде изведена во Охридско лето. А сега се спремат колеги. Татко кој ќе учествува големиот глумец кој ќе го игра Бајруш Мијако. Ова го, да. Фантастично. Мики, ти благодарам многу, ако тоа е тоа. Мислам дека е многу подобро, бидејќи знам дека театарските представи во рамките на Охридско лето се се одржуваат во Центарот за култура. Во текот на летово е за жал, можеби не се условите како што треба во односи на климатизација и така натаму, времето е топло. Штета е што театарските представи не се играат на локации на отворено. Охрид има преубави локации каде што театарските представи може да се играат. Оние кои што се играат, пример, во предворието на црквата Света Софија, таму е навистина доживување, бидејќи нели друга е на лето да се игра и да се следи нешто надвор, а друго е сепак да се следи нешто во затворен простор, но сепак за тоа мислам дека одлучуваат самите театри, колку повеќе им одговара, кој простор повеќе им одговара за играње на представите. Бидејќи се спремат во други сали, во други театри и технологијата е многу битна, на отворено е многу потешко тоа да се изведе, бидејќи треба да се менуваат, нема ротација, но како порано, како амфитеатрите, како постоеле, треба да се адаптира од почеток. И зависи од представата. И многу е тешко, да. Да. Мики, ти Секако ти благодарам многу, Мики. Благодариме многу, фала ти за времето, за сите информации. Ние ќе се видиме, се надевам и утре. Не, утре Мики ќе ни донесе еден прилог фантастичен, што утре ќе зборуваме за тие нуркачите. Ти текнува у понеделник кога неизвестни за нуркачите, ама сега ќе ги гледаме од под вода. Сериозно? Што си права, да. Што извадува над вода. Супер, едва чекам тогаш. Што извадува над вода. Мики, ти благодарам што беше со нас цела недела. Ти благодарам за сите информации. Се надевам да имаш прекрасен ден и малце сонцето. Sharing is caring. Обавезно шер сега ќе му направиме. Да, шер, форвардирај го малце. Ние Мики ќе ни биде и другата недела. Да, секако. Докога ќе ни дојде Башкин, па после Мики ќе оди на одмор,
Па баш ким ќе видиш А ние кога што ќе го одиме на чека. одмор? Ние после сите одмори ќе одиме ние. Да. Мики, се гледаме, фала многу. Мики, ти благодарам Пријатен многу. ден.